Добар ден на сите. Јас би сакал на самиот почеток да кажам дека оваа пресконференција ја подготвивме со намера да ја продолжиме тогаш кога ќе има повеќе услови за тоа, односно повеќе податоци, повеќе факти за тоа што всушност се случи на изборниот ден. Гледаме дека Државната изборна комисија се уште е соочена со сериозни предизвици да ја заврши својата работа како што треба и до крај. Меѓутоа, некои општи оценки можеме да предложиме во текот на денешната пресконференција, со тоа што оставаме простор да закажеме уште една ваква средба со јавноста, за да можеме да ги додадеме сите податоци со кои и ние располагаме како организација. На претходниот настан колешката кажа дека Цивил го наблюдуваше изборниот процес со 314 акредитирани наблюдувачи. Во моментов се обработуваат стотиците извештаи и информации кои дојдоа од теренот од целата земја, а Цивил може да во овој момент да даде неколку општи оценки со тоа што очекуваме во наредниот период да добиеме и прашања, а секако нашата медиумска платформа ќе биде динамична и постојано ќе објавува нови и нови анализи, извештаи и стории на својата медиумска платформа. Општа оценка на изборниот процес според првичните резултати од обработените досега извештаи од мониторингот на Цивил е дека имавме уште еден деликатен, но успешен, односно недовршен поради ДИК, демократски, слободен и безбеден изборен процес во Република Северна Македонија. Им честитаме пред се на граѓанките и граѓаните за високата свест и политичката култура, како и за почитувањето на здравствените протоколите за заштита од коронавирусот. Сепак, денот беше исполнет со тензии на повеќе места низ земјата, како и со голем број помали или поголеми пропусти, намерни или ненамерни, но и нерегуларности. Денот го одбележа меѓу другите и инцидентот во Тетово, каде што во блиска средба се сретна советникот на техничкиот министер за внатрешни работи Наќа Чулев и локалните полицајци. Иако беше најавено и некои соопштенија беа дадени во врска со овој случај, тоа се уште е случај кој не е расветлен. Цивил го осудува овој насилнички акт на советникот и воопшто очекува брзо решавање на случајот во интерес на законот и во интерес на јавноста. Што се однесува до нерегуларностите, Цивил во наредните денови ќе ги објави сите наоди, како што кажав, со име и презиме. Конечно заврши изборниот молк вчера во 21 часот. Ние веќе веднаш почнавме и со објавување на податоци кои беа точни, прецизни, проверени и се разбира верификувани на теренот. Ова се разбира не може да биде еден целосен прес, како што кажав, меѓутоа ќе наброиме неколку од нерегуларностите кои според нашиот тим во Цивил вредат, односно заслужуваат да бидат споменати на една ваква средба. Извикување на името на гласачите по неколку пати, партиски наблюдувачи кои запишуваат и бројат, прашања во стилот дали комшиите излегоа да гласаат, се само дел од случувањата во скопските општини Чаир, Бутел и Радишани, например само. Се создадоа турканици, се собираа поголеми групи на партиски активисти на ВМРО ДПМН пред избирачките места во повеќе делови на Скопје, Штип, Кочани и други места. Службени лица, поточно полицајци,
се јавува да пријават кои лица гласале, а кои не гласале. Значи се вклучија во кршењето на изборниот молк и во мобилизацијата на гласачите. Избирачките одбори се носеа добро, гледано во целост, но денот го одбележаа низа пропусти и во нивната работа, а посебно забележливо беше тоа што во некои случаи ги кршеа протоколите, процедурите и изборниот законник, пак ќе кажеме намерно или не, оставаме и на јавноста да процени, меѓутоа и на релевантните институции во евентуални истраги. Понатаму имаше ситуации во кои токму избирачките одбори се вклучуваа во недозволени вонзаконски активности, па така пред сите присутни во избирачките места извикуваа кој број да се заокружи, во повеќе наврати бројот 9, односно дуи, а во неколку случаи и сугестија беше забележана да се одбере бројот 14, односно ВМРО ДПМН. Мерките за заштита од коронавирусот во принцип беа почитувани, но со бројни помали или поголеми исклучоци, но во целина видовме една зрелост на граѓанките и граѓаните кои излегоа да гласаат, и тоа во доста солиден процент, имајќи ги предвид сите околности. Избирачкиот список го видовме уште еднаш како проблематичен. Околу 100 случаи регистрираме на проблеми со избирачкиот список, кога отприлика исто толку граѓанки и граѓани не беа во можност да го остварат своето право на глас, токму поради недоследностите во овој важен документ за едни избори. А исто така можеме да констатираме дека што се однесува до избирачкиот список и до проблемите, сепак ова е далеко од една ситуација каква што беше во годините меѓу 2008 и 2014 година, кога Цивил бележеше по 1000 па и повеќе проблеми со избирачкиот список. Се насе уште еден солиден изборен процес, иако, пак ќе кажеме, недовршен, не сосема довршен, далеко од идеален изборен процес, меѓутоа со оглед на околностите со коронавирусот, видовме дека многу лекции сме научиле, меѓутоа и многу лекции остануваат да се научат. Во наредните јавни настани, да најавам, Цивил ќе презентира содржини, анализи, податоци на неколку големи теми. Пред се ќе говориме за политичкото финансирањето на политичките партии и на нивните кампањи во текот на изборите. Ќе говориме за лажните вести и дезинформациите, како и за говорот на омразата, кои беа средство за политичка борба, од која ќе трпиме последици долго по овие избори. И се разбира, ќе проговориме многу сериозно за изборната администрација, односно за потребата од сериозни, коренити и што е можно поскоро реформи на изборниот систем, бидејќи овој што го имаме до сега, заедно со изборниот законник, на вистина предизвикуваат сериозни проблеми во демократското ткиво на нашето општество. Толку би кажал во врска со нашите наоди во една општа рамка. Се разбира, на располагање сме за податоци кои се прецизни, кои се со име и презиме, да кажам. Со тоа што јас на крајот, ако ми дозволите, би сакал да додадам уште неколку збора за Државната изборна комисија. Ова што се случи со Државната изборна комисија и што се случува во моментов, може да изгледа како наивна работа, како наивен настан за многумина, меѓутоа
Навистина, според нашата организација, мора многу посериозно да се зафатиме со оваа тема. Ова е, би рекле, и голем скандал, бидејќи се работи за суштински проблеми кои се однесуваат на резултатот од изборниот процес. Како и да заврши овој скандал и колку и да изгледа тоа за некои релевантно решение кое ќе се донесе, ќе остане многу сериозна дамка, сенка на сомнеж кај граѓанките и граѓаните со право, бидејќи колку и да е точно тоа што ќе го кажат на крајот, секој ќе има право да се посомнева дека нешто тука сепак има нејасно или наместено. Тоа што исто така го анализираме во моментов и разговаравме на оваа тема, дури и би рекол неколку недели пред одржувањето на изборите на 15 јули, и тема која ја отворивме, се разбира не само пред неколку недели, меѓутоа пред неколку недели во Цивил се донесе една одлука да се направи анализа на работата на Државната изборна комисија наназад со години. Се сетивме, бидејќи тоа го има и во нашата архива, дека Државната изборна комисија не се соочува првпат со проблеми слични вакви. Помниме 2017 година некако чудно се менуваа бројките од избирачките места преку општинските изборни комисии до Државната изборна комисија, после се враќаше назад постапката, повторно се добиваа други резултати. Забележавме и се уште можеме да забележиме дека мистериозно исчезна огромен дел од датабазата на Државната изборна комисија во 2018 година, за потоа кога се врати да недостасува еден многу сериозен дел. За тоа повеќе ќе говориме на една од наредните средби и се разбира не беше без проблеми дури ни од процесот на изборите, председателските избори во 2019 година, за конечно во 2020 година, сега, овие денови, овие часови, да забележиме еден капитален, сериозен, голем проблем со кој се соочува Државната изборна комисија, за што мора да се поведе сериозна сметка.